И добродојавте во моето ново видео. Денеска ќе правиме промена на неколку делови на колата, а тоа се платинка, кондензатор, кабли за свекици, бомбина и свекици. Прво нешто што ќе направиме е да ги тргнеме пластичните дрзочи на каблите за свекици и потоа да ја извадиме капачката на разводникот. Со користење на прав штрафцир ги олабуваме штрафовите на платинката. Два има кои ја држат самата платинка и потоа има уште еден кој ја држи жицата низ која се спроведува струјата. Откако ја извадивме платинката, можеме да кажеме за некои од проблемите што може да ги направи таа, а тоа се тешко палење, трокирање и губење на снага. Следно што ќе извадиме на колата е кондензаторот. За да го извадиме кондензаторот кој се наоѓа под разводникот, потребен е прав штрафцир и 8 куч на крцкалка. Стариот кондензатор е изваден и сега можеме да го наместиме новиот. Но многу е битно да се спореди дали е ист новиот дел со стар. Откако го наместивме кондензаторот, можеме да ја наместиме и платинката. На разводникот имаме филц кој врши подмачкување на бреговите, на кој што лизга пластичниот дел на платинката. Доколку филцот е сув, нема подмачкување и добиваме прерано потрошување на платинката. За местење на платинката повторно ги враќаме штрафовите назад, но многу е битно да запазиме на кабелот кој што ја поврзува платинката да не допира на маса, бидејќи ќе имаме краток спој и нема да добиеме искра на свекиците.
за да го наштелуваме растојанието на потинката, односно зазорот, кој треба да биде од 0,35 до 0,40 мм, можеме да го ставиме возилото во 4-та или 5-та брзина и да го движиме напред или назад. Тоа го правиме се додека највисокиот дел на брегот на осовината на разводникот не допре до пластичниот дел на потинката. За мерење на зазорот се користи алат наречен шпион и го мериме растојанието кое што се подесува со мало олабавување на штрафовите на потинката и прав штрафцир. После мерење ги стегаме штрафовите и со тоа завршуваме со промената и штелувањето на потинката. Откако ќе стегнеме се, можеме да ја вратиме капачката на разводникот, но многу е битно да запазиме на малиот засек за да може да се намести точно. Следно што ќе се променува е свекиците и каблите за свекици. При промена на овие делови битно е да се запази редоследот на каблите на свекиците. Најчесто на самата капачка пишува кој кабел на која свекица треба да се поврзе. При местење на нови свекици многу е битно тие да не се подолги или пократки. Исто така треба да се запази да не се искоси самиот навој на свекиците. Следно што ќе се промени е бобината. При нејзина промена битно е да запазиме кои жици идат од пус, а кои се поврзани на маса. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the Откако ќе ја извадиме старата бомбина, нејзиниот држач го местиме на новата и ги враќаме жиците како што беа и извадени. highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. После поврзување на каблите назад и стегање на сите мутери, можеме да ја запалиме колата за да направиме проверка дали се е поврзано како што треба.
Како за крај остана промената на капачето за вода и промена на цревото на пумпата за бензин, кое што беше пукнато. Поради долгото стоење, мембраната на пумпата почна да пушта гориво надвор и затоа ќе има промена на нова пумпа во наредно видео. Откако се променија овие делови, се направи кратка возња за да се провери дали се е како што треба на возилото.